По информацијата дека бугарското здружение Цар Борис III на 7 октомври сред Охрид ќе отвора бугарски културен центар и тоа во пресред на чествувањето на 11 октомври, ден на востанието на Македонија, владата нити осудува, нити детално одговара што конкретно ќе превземе и дали некој од државниот врв е поканет и ќе присуствува на отворањето на центарот. Наместо тоа, цитираат делови од уставот. Во нашето законодавство, слободата на здружување е уставно загарантирано право и се остварува преку основање на здруженија, фондации и други субјекти. Председателот пак на здружението Томе Блажевски не се одважи да ни одговори, остана глув на повиците и пораките. Се обидовме да добиеме информација и од Охридското јавно обвинителство, кое требаше да го истражува регистрирањето на бугарското здружение Цар Борис III, но и од таму молк. Реакција стигна од еврејската заедница на Македонија. Не можеме вела да го глорифицираме Цар Борис III, чие име е поврзано со прогонот и уништувањето на евреите за време на Втората светска војна. Ние немаме ништо против да има културни центри во Бугарија и Македонија, но не со такви имиња. По таква една личност да се регистрира културен центар, тоа е директна провокација. Тоа е на одреден начин враќање во фашизмот. Значи, не може фашизмот на голема врата на таков начин да се враќа во Македонија. Тоа е недозволиво. Ние ќе поднесеме и кривична пријава. На кривичната пријава ќе се биде упатена таму каде што треба, во обвинителство. Принципот на делување и агресивно ширење на ваквите клубови не носи ништо добро во односите помеѓу македонците и оние кои што се чувствуваат како бугари. Напротив, дополнително ги разладува односите и ставовите меѓу Бугарија и Македонија, вели охридскиот градоначалник Пецаков. Да немаше ваков принцип на агресивна кампања, пропаганда, па дури и во некое друго време да се случуваше отворањето на клубовите, а не во датуми блиски по символика на македонскиот народ, кој се борел против бугарскиот фашистички окупатор. Можеби би било сватено поинаку. Вака во време кога се негира се што е македонско, се условува Македонија од страна на Бугарија за промена во изучувањето на историските учебници, локалитети, личности, настани и така натаму. Секако дека не може ништо позитивно да донесе во меѓусебните односи. А отворањето на ваков клуб, блиску до датум кој символизира почеток на борба на македонците против бугарскиот фашистички окупатор и именување на истиот клуб како Цар Борис III, би можело да се смета за провокација. Инаку на Facebook страната на здружението стои дека на официјалното отворање на бугарскиот културен центар специјален гостин ќе бил извесен бизнисмен доктор Милен Врабески, со чија финансиска помош ја реализирали идејата. Во само 6 месеци ова е втор бугарски културен центар кој се отвора во Охрид. На социјалните мрежи може да се сретнат многу групи чија цел е да го шират бугарското влијание во Македонија, а од владата и за ова молчат.